што бидна со највачката група Кумани и тој настан со секретар на МВР. Сега ќе ви кажам. Пред да ја почнеме емисијава, ми стигна порака, вели почитувани за сега само анонимно. Во право сте со крадецот сега полицаец. Сашо е противник на Кумани од 2009 година. Ние сме постара генерација и моментално не навиваме затоа што младата фракција прифати работни места од ДПМН и не знам точно кој им е главен финансиер. Имаме време за објаснување, новие деца нема да опстанат затоа што ги интересираат само пари, а ние вложивме живот во Кумани и тие живеат на стара слава, но ние ќе ги изчистиме. Единствена штета е што има извонредни деца, а на нив заработуваат дебили и вработен воопштина кои ги користат за себе, не за групата. Значи ова е анонимно испратено, нема да кажам од кого ни е испратено, меѓутоа кажавме ни уште вечерта овдека дека претпоставуваме дека се работи за притисок врз групата од страна на МВР и еве после една недела испадна точно дека е притисок. Они излегоа со објаснување некој дека наводно не знам таму они скандирале против некој играч. Убаво ја преслушавме снимката. Таков играч нема ни у нивниот тим, нема ни од ШАЕ, нема ни од судиите. Со тоа име и презиме и со тој надимак. Јасно се слуша на снимката против кого скандираа или што скандираа. Сепак како и да ја свртиме работата, поддршка и Кумани и комити и војводи и чкембари и лозари и сите имаат поддршка од нас. Секојаш треба да бидат гласни. Затоа што навивачите секаде се авангарда, место да се тепаат помеѓу себе, треба да искористат таа енергија младост без кон лошите општествени појави, треба да го искористат на квалитетен начин и да побараат сите ние да живееме во подобра држава, без разлика кој е на власт.